Актуелните измени на Законот за локална самоуправа, учеството на општина Газибаба на вториот јавен повик за финансиска поддршка на инфраструктурни проекти, како и предизвиците и потребите со кои се соочува општината, базирани на барањата на граѓаните, биле тема на дискусија при денешната посета на министерот за локална самоуправа Златко Перински, заедно со неговиот заменик Ерџан Селими на општина Газибаба, како дел од теренските посети на општините, каде што срцето е дома. Министерот изразил задоволство од напорите на градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски за унапредување и развој на сите делови на општината. Ова е од особена важност, со оглед на тоа дека општината има значителен рурален дел, а интегрирањето на урбаниот и руралниот дел е клучно за обезбедување рамномерен и одржлив раст. Нашиот фокус како влада е поддршка на изградба на инфраструктура и подобрување на јавните услуги, со цел развој на целата општина и подобар квалитет на јавни услуги, без разлика дали станува збор за урбани или рурални средини. Продолжуваме да се стремиме заедно кон развој кој ќе ги вклучува и унапреди сите делови на општините, изјави Перински. На средбата се дискутирало и за евентуални измени на Законот за град Скопје. Дали во измените на Законот за локална самоуправа е предвиден механизам кој ќе гарантира спроведување на одлуките на Советот од страна на градоначалникот. Советниците предложиле да се направат измени и во критериумите за индекс на степен на развиеност на општините, а министерот ќе информирал присутните и за програмите на министерството со кои се дава поддршка на општините. Сметам дека поддршката е особено важна за брз развој на општините, со особен акцент на рамномерен регионален развој, бидејќи преку него ќе се решат децениските проблеми со кои се соочуваат општините, особено со онаа специфичност каква што ја има општината Газибаба, истакнал по средбата првиот човек на Газибаба Бобан Стевковски. Општина Центар информираше дека по повеќе од 3 децении за прв пат е извршена комплетна реконструкција на улиците Андон Дуков и Домбас во Дебармало, кои претходно беа во многу лоша состојба со оштетен асфалт и без атмосферска канализација. Купната должина на реконструираните улици изнесува 131 метар. Андон Дуков е со должина од 61 метара, Домбас е долга 70 метри. На Андон Дуков е поставен нов асфалт со површина од 227 квадратни метри, додека на Домбас се асфалтирани 286 квадратни метри. Градоначалникот Горан Герасимовски истакна дека реконструкцијата на овие улици значително го подобрува квалитетот на живот во овој дел од Центар и ги решава долгогодишните проблеми на граѓаните. Сега улиците се безбедни и функционални и со современа инфраструктура, со што се решава повеќе децениски проблем во населбата. Продолжуваме посветено да вложуваме во подобрување на нашата урбана средина, изјави Герасимовски. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски заедно со градоначалниците на општините Киселавода и Бутел, Орце Ѓоргиевски и Дарко Костовски, како и пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, денеска присуствуваа на вековната македонска традиција на закројување на лозието кај црквата Свети Трифун во селото Кучково. Пред чинот на закројување беше одржана традиционална литургија во црквата Свети Трифун. Овој црковен празник е светлост и радост за сите нас, особено за лозарите, кои со верба и посветеност се грижат за својот труд. Овој ден не само што ја одбележува средината на зимата, туку означува и ран почеток на новата пролетна сезона, која носи нови надежи и прилики. Верувањето е дека Свети Трифун ја благословува работата на нивните раце, ги штити лозијата од болести и ги води кон берикетна година, порача градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски. Овој ден не само што ја одбележува средината на зимата, туку означува и ран почеток на новата пролетна сезона која носи нови надежи и прилики. Како што вели црквата, Свети Трифун не е само заштитник на лозијата, туку и пример на христијанска љубов. Тој ни покажува како со труд, верба и молитва можеме да се надеваме на плодови, не само во земјата, туку и во нашите срца. Денес, споминувајќи го денот заедно со моите сограѓани, соседи и пријатели, почувствувавме дека заедничкиот труд и љубов кон традицијата го засилуваат духот на заедницата. Нека овој ден донесе берикет и просперитет, порача првиот човек на Ѓорче.
Општина Центар презема конкретни чекори за конечно решавање на спорниот простор зад зградата Киро Крстевски платник број 11. Благодарение на успешната соработка со една од банките, која ја имаше под хипотека оваа парцела, обезбедена е донација на земјиштето во корист на општината, информираат од локалната самоуправа. Пред зградата Киро Крстевски платник број 11, жителите со години се спротивставуваа на обидите за узурпација на просторот за нивната зграда, кој првично бил предвиден за паркинг, но подоцна незаконски добил маркица за градба. Во минатото тие се соочија со насилни приведувања, притисоци и судири со инспекторите и полицијата, бранејќи го својот имот од градежна механизација, истакна градоначалникот на Центар Горан Герасимовски на средбата која ја имаше со граѓаните кои живеат на таа локација. Градоначалникот и службите веќе направиле теренски увид. Следен чекор, заедно со жителите, е да се дефинира најдоброто решение за уредување на просторот. Денес по 20 години борба, оваа неправда е конечно исправена. Со моја лична заложба како градоначалник и со подршка од службите, општина Центар успеа да го врати земјиштето во сопственост на општината. Нема да дозволиме никаква градба на оваа локација. Во координација со вас, граѓаните ќе обезбедиме похумано и уредено обкружување, кое ќе одговара на вашите потреби, истакна Герасимовски на средбата со граѓаните. Општина Кисела Вода од утре, сабота, 15 февруари, почнува голема акција за бесплатно собирање на кабаст и електронски отпад, која ќе трае 3 месеци, заклучно со 20 април. Истата ќе се реализира во соработка со Министерството за животна средина како дел од акцијскиот план на владата за почист воздух. Акцијата ќе се одвива во текот на месеците февруари, март и април, во периодот од 15 до 20 во секој од овие месеци. За граѓаните ќе бидат обезбедени по 2 локации во секоја населба и населено место, каде што ќе можат да го изложат својот кабаст отпад, шут и електронски отпад. Ги повикувам сите граѓани да ја искористат оваа можност бесплатно да го одложат својот кабаст и електронски отпад на соодветните локации во предвидените денови. Со оваа акција спречуваме создавање на диви депонии, го заштитуваме здравјето на жителите, обезбедуваме безбедно складирање и транспортирање на отпадот без ризик за животната средина и здравјето на луѓето, истакна градоначалникот на Кисела Вода Урце Ѓоргиевски. Večno che ja sam